Две големи афери кои добија меѓународни размери и уште неколку други ја треса државата во последните недели и месеци. Едната, акцијата Двојник, која се однесува на издавање лажни пасоши на лица кои се дел од криминални групи или се бараат со меѓународна потерница, резултираше со приведување на десетина службеници од Оделот за патни исправи во МВР, а истрагата траела цели 2 години. Во втората акција, каде се запленети 200 килограми марихуана, 6 лица завршија во притвор, а беше приведен и командир на полициска станица. И двете акции се со помош на Американската безбедносна служба, така земјата која традиционално ја поддржува Македонија во сите сегменти, покажа поддршка во борба со организираниот криминал и корупција, за што со години се укажува во извештаите на Стейт Департментот. Се ова ќе се одрази негативно на кредибилитетот на државата на меѓународен план, вели Љубомир Ѓурчевски, поранешен функционер во Бирото за јавна безбедност. Тој смета дека затаила внатрешната контрола на МВР и вели, одговорност мора да има на сите нивоа, не само на службениците, а министерот за внатрешни работи Спасовски треба да си даде оставка од морални причини. Со овие две активности, како и некои други активности кои што ни се случија на овај дел, мислам дека во голем дел се наруши имиџот на Република Македонија и тоа може да се одрази многу негативно во делот на роковите, односно датумот на добивање на датумот за отпочнување на преговорите за членство во Европската Унија и враќање назад, па дури постојат можности и основани сомненија дека може да се судриме со повторно враќање на визниот режим, што гледано во глобала е многу штетно и многу негативно за македонските граѓани. Во аферата со лажни пасоши, со крадење на туѓ идентитет, 215 луѓе, од кои 214 се странци, се здобиле со македонски пасош, меѓу нив има наркодилери, лица од разни криминални структури за кои има меѓународни потерници. Истрагата Двојник се влече 2 недели, а опозицијата случајот го нарекува мафија. Ова не било возможно без највисоките структури на власта да знаат. И ако ова не заврши со одговорност на врвот на власта, тоа значи дека повторно се заштитува криминалот. Да не ја замајуваат јавноста со половични акции за приведување на службеници во Министерството за внатрешни работи. Туку треба силен удар на криминалците во власта. Аферата мафија има и регионално влијание и контекст. Државната логистика за овие структури кои што вршат сериозен криминал на Балканот и пошироко, значи и загрозување на односите со пријателска Турција, Црна Гора, Србија, Албанија и други држави. Министерот Оливер Спасовски возврати дека опозицијата залудно се труди со обструкции да ги спречи да ја завршат пресметката со криминалните структури која ја води МВР. Ова го истакнувам поради фактот што при реализација на оваа акција се соочивме и со обид за саботажа која за среќа не успеа. Директно од политичката партија ВМРО-ДПМН и нејзиниот председател Христијан Мицковски беа пласирани информации во врска со истрагата, со што директно можеше да се загрози се што беше сработено во период од повеќе од 1 година од нашите полициски службеници, но и од стратешките партнери и Интерпол. Ова е недозволиво за станување против полицијата и против борбата за правда и одговорност на секој кој што го прекршил законот. Префукувањата продолжија. Опозицијата обвини за вмешаност на шоферот на првиот братучет на премиерот Заев во аферата со запленетата дрога. И Заев и МВР демантираа вмешаност. Лицето Александар, не го знам презимето, не е вработен во семејните фирми на Заеви, ниту пак комбето е во собственост на семејните фирми во Заев. Впрочем, има грчки регистарски таблички, самото комбе. И немам ништо да додадам, ништо што да одземам. Навистина, законот важи еднаков за сите. Александар можел да дружи со мој прв братучет колку сака, законот важи еднакво за сите. Или некој началник на полиција можел да биде на слика со работник со Заев, со Спасовски, со било кој, законот важи еднакво за сите. Заврши времето кога такви случаеви апсолутно беа табу тема во нашата земја. Кој со кој сака нека е близок, дружел,
пиел кафе заедно, го има на слики, се сликал со него, ако го прекрши законот, се одговара. Овде имаме основани сомневања, се изречени мерки од страна на обвинителство и на судот, следуваат судски процеси, согласно доказите и аргументите, секој треба да си носи одговорност. И тоа не е се. Списокот на криминални афери со шверц на дрога, фалсификување на лични документи, пасочи, возачки дозволи е малку подолг. Во сите случаи проблем настанува со МВР. Во февруари, основното јавно обвинителство поднесе обвинение против 36 лица од МВР за нелегално издавање на возачки дозволи, а на крајот на март беше пробиена акцијата во која се бараа две криминални групи за трговија со дрога од Грчец и Газибаба и по ова 6 наркобосови се во бегство. Шефицата на обвинителството за организиран криминал Вилма Рускоска прстот го впери во МВР. Дополнително во две акции запленети се 280 килограми марихуана од две домашни компании за производство на канабис. Организираниот криминал со години наназад е инволвиран длабоко во политичките партии, а со тоа и во власта, вели Ѓурчевски. Ние во Република Македонија години наназад се содруваме со една состојба каде што организираниот криминал и текако доста добро се позиционираше, односно се етаблираше во политичките партии, па преку тие политички партии се етаблираше и во владата, и сега се доведовме во ситуација дури да коментираме и да размислуваме дали мафијата не ја раководи државата или дали тие организирани криминални групи во Република Македонија не ни создадоа и трет наркомафијашки клан, што е и текако интересно прашање за разгледување и размислување, особено по донесување на законот за легално производство на марихуаната, кој што дел е недоречен, кој што закон е недоречен и кој што закон сам по себе имплицират некои си действија кои што се инкриминирани. Сите овие расчистувања со криминалот и корупцијата, особено во редовите на МВР, може да се сметаат како резултат на сериозен притисок на се построгите барања на меѓународната заедница, како и на досегашните извештаи на меѓународните организации, за да се стави крај на организираниот криминал во земјава. Пивоваро, вие имате функција национален координатор за гранично управување, интегрирано управување, всушност директно врзана со аферата Пасоши. На наркобосови имаш информации, може би дека биле и ИСИС терористи, подосна беше демантирана. Вашиот став околу оваа афера, дали сте имале сознание? Значи, Националниот превентивен центар за гранично интегрирано управување е владина институција која единствено овластување има размена на информации помеѓу институции кои имаат ингеренции на граничната линија за побрза и лесна размена тие информации со цел нивно поефикасно действување. Она прашање во делот каде што велите дека директно сме поврзани со таа проблематика не е точно, значи ние не сме институција кои имаме увид во тоа кој влегува, кој излегува. Тоа е дел од системот за контрола на возила и патници, кој е во собственост на Министерство за внатрешни работи. Меѓутоа, тука не е проблемот е во издавањето и креирањето на таквите пасоши. Тоа се управните служби, каде што секако она што излезе како и дел од политичка пресветка меѓу партиите, не само кај нас, читаме и во регионот веќе се спомнуваат имиња, презимња пред се во Албанија, меѓутоа тоа не се ингеренции на координативните центри. Така да координативниот центар не е тој кој може да има влијание доколку добил информација и е должен да ја сподели со надлежна институција за која се однесува таа информација. Ние таква информација немаме добиено, така да не сме биле во можност да споделиме таква информација со друга институција. Велите да значи дека вие, иако вие работа гранично интегрирање и управување, немате никакви сознанија за оваа истрага која траела 2 години и воопшто дека има фалсификувани пасоши. Значи, јас пред малку истакнав дека ова е институција која координира со информациите помеѓу институциите кои се членови на ова координативно тело. Значи, информација ако добие координативното тело од една институција се однесува за друга. Значи, ние сме должни веднаш во реално време да ја споделиме таа информација,
што некојаш трајало со месеци, 2 месеци, 3 месеци, значи ги одолговлекувало истрагите, проблемите кои се таложиле на граничната линија. Значи ние сме тие кои ќе уочиме дека некој застој или некој проблем се случува на граница, да седнеме со самите институции, да дискутираме, да разговараме, да најдеме најдобро решение за да се отклони проблем. Да. Господине Пивоваров, постојано се говори темата околу ветинг, околу прочистување на полицијата, постојано веќе со години се споменува, но ништо од тоа не е преземено и тоа се клучните критики всушност и алармот кој е вклучен со години и потребата всушност да се расчисти со корумпирани криминални структури во МВР. Аферата со пасоши тоа го покажа. Значи многу години нанасад, оние случувања кои се случува во Министерство за внатрешни работи, во безбедносните агенции, во другите институции во општеството, кои доведоа до оваа ситуација во која сме сега, значи доколку претходно, порано, превентивно беа превземени мерки, немаше да дојдеме до ветинг. Меѓутоа тоа е што е. За еден ветинг да биде успешен, има многу аргументи и факти за кои треба да разговараме. Многу лесно е да кажеме ветинг. Меѓутоа, прво прашање е кој ќе го извршува ветингот? Што ќе биде опфатено со ветингот? По првото прашање, значи тоа мора да бидат најискусните, најчесните, најпрофесионалните луѓе, каде што секако основно правило е никој да нема влијание врз луѓето кои го вршат ветингот, односно да нема политички влијанија. Што е најстрашното нешто, значи ветинг со некое политичко влијание или со нечесни луѓе нема да направи ветинг, тоа у суштина беше со комисијата за лустрација. Значи се врши лустрација по нарачки, политиката го водеше тој процес. Јас сум убеден и се надевам дека ветингот, за кој веќе мислам дека у завршна фаза е Министерство за внатрешни работи, кој треба секој момент да отпочне, значи нема да си дозволи таков луксус како што претходно се дозволуваше во некои други слични вакви ситуации. Второ, во делот на ветингот кој ќе се почне, многу се зборува само за еден сегмент. Имотната состојба, окей. Тоа е примерното. Секундарното е исто така многу побитно во тој ветинг. Прво да кажеме дека еден долг период кога се распадна образовниот систем во Република Северна Македонија, тогаш Република Македонија, нели? Се отворија многу приватни универзитети, многу дисперзирани студии, каде што квалитетот и нивото на образовниот процес падна на многу ниско ниво. Второ, се создаде можност за фалсификување на дипломи, продавање на дипломи, што сите го зборуваме, сите го знаеме во државата, и најголем поборник сум мислам по тоа прашање дека од тука почнува креирањето на корупцијата, неквалитетот и оддавање службени тајни во надлежните институции. Зошто го велам тоа? Затоа што лицата кои ја купиле дипломата, значи влегле во криминално дејание, знаат дека тоа е незаконски. Таквите лица кои ќе дојдат на некоја позиција во, да кажеме, безбедносниот систем, тие самите по логика на нешто си велат дека тоа е нормален процес и сега она што е вложено во криминалот треба тие да го продолжат. И од таквите лица немојте да очекувате дека ќе имате резултати, туку тие ќе ви бидат едноставно кажано трн во ногата или жуј на ногата, кој никош не може да го трасти. И затоа е битно што поскоро да почне ветингот. Ја затоа предлагам од делот на самото обработување до делот на моментот кога се врши ветингот. Мислам дека е полесно да се изврши оној имотниот лист да се провери колку приходи, што сторил, како сторил. И она што е многу битно, ние имаме многу убави закони за движење, за полиција во која е предвидено движењето во кариера. Нормално и тој моментум мора да го видиме, затоа што имате некој, да кажеме, еве да земеме самостоен инспектор кој дал изворедни резултати и цел живот останува на таа позиција. Некој што бил помлад инспектор, преку ноќ, преку скалите, прескокнува, тоа ги деморализира сите останати вработени во Министерството и така да се создава еден процес на летаргија. Значи, мора да имаме контрола на се она што се превзема. Ако немаме контрола, ситуацијата ќе ни избега од раце и после ова ќе збориме само за изгубено време, за желба за членство во Европска унија, а тоа ќе биде залудно ако не го направиме на вистински начин. Само еден економски параметар ќе ви кажам, значи земјите каде што има корупција со најголем степен се и најсиромашни. Еве, ако земете во Европска унија, најсиромашна земја е Бугарија, меѓутоа и степенот на корупција е на највисоко ниво. Постои еден многу голем проблем. Значи, сите зборуваме за корупција, никој не сака реално овој проблем да го постави и да го разгледа. Зошто?
Граѓаните се тие кои се предмет кои даваат корупција, мито, еве ќе зборам за границите. Ние направивме проект со невладиниот сектор, со подршка на ОПСЕ, со подршка на премиерот, на вице-премиерот Николовски, ги поддржа нашите проекти, ги презентиравме пред меѓународна заедница, се однесуваат на превоз на стоки преку гранична линија. Еве ќе ви кажам еден податок, Светска банка вели дека 1% од бруто националниот производ поради поспориот проток на камионскиот превоз на гранични премини во регионот, зборуваме Балканскиот регион, губат 1% од бруто национален производ. Тоа значи дека македонската економија по тие нивни проценки губи некаде 125-126 милиона евра на годишно ниво, што се навистина огромни средства. Во ситуација кога го направивме проектот каде што донираше УСАИД на МАКАМ Транс, Друженијето на автобуски превозници, софтвер, со кој софтвер преку апликација тие можеа во реално време возачите, доколку им биде побарана корупција на граница, да го пријават настанот. За една година имаме само 5 случаи на пријавување, тоа 3 на наши гранични премини и 2 на странски гранични премини. Значи, доколку возачите имаат голема свест и го пријавуваат секој случај на можна корупција на гранични премини, јас верувам во институциите, значи немаше да дојдеме што велиме ние кумановци до оваа дередже. Значи, мора сите заедно се бориме против корупцијата. Корупцијата не е проблем само на институциите. Никогаш институциите нема да го решат овој проблем. Меѓутоа тие, а ние имаме закон за свиркачи, значи тие ќе бидат ослободени во моментот кој ќе дојават дека некој им бара корупција. Мицковски отвори една афера, проблем со двојни матични броеви кој почнало од 1981 година. Подоцна полицијата објави дека најголем дел од нив се поништени. Имате ли вие сознание за тоа време? Значи веќе бев студент тоа време кое го зборувате во бивша Југославија, од 85-та сум во службите, значи уште тогаш сум во текст со овие проблеми. Значи проблемите беше дигитализација на матичните броеви. Она се што беше во хартиена форма требаше да се пренесе во електронска форма. Тоа го работеа референтите во управните служби. У тоа пренасање на, значи без никаква задна намера во тој период од технички грешки е настанато ваквиот проблем. Меѓутоа, она што сериозно загрижува е периодот на 2006-2016 година, во кој период значи се менува броеви на улици, имиња на улици, свесно и намерно со цел на една личност да се овозможи да гласа на повеќе места. Се сеќам тогаш во првата техничка влада со министрот Спасовски до ДИК имавме доставени преку 500-600 случаја, значи документирани, каде што едно лице од еден град го носат на нагласање во друг град. Меѓутоа, колку знам дека тие програми, софтвери во ДИК беа видоизменети до денеска така да овој процес во иднина нема да може никој да го злоупотребува, односно да има двајца гласачи. Значи, ова не е афера, ова е да кажеме технички пропуст кој почнал 81 година. Меѓутоа не добивме званично известување од 81 година се тие предмети или тие предмети се сега, од 2020 година. Значи, тоа беше главната позиција на fake news, каде што некој пласира некоја информација, меѓутоа не ја кажува на јавноста до крај информацијата, она што е вистина 81 да, меѓутоа не кажува дека тоа се случувало во периодот 81-90 година. Значи, после 90 година треба да кажат толку и толку случаја, ако има такви, значи тука веќе постои злоупотреба, зашто од тогаш веќе почна се електронски. Од 91 кога станавме независна држава, сите податоци, државјанства, матични книги се водеа во електронска форма. И вие како национален координатор, повторно ќе ве прашам, не сте виделе вакви пропуски во овој период или во овој период воопшто немало, тврдите? Значи, ова се работа на управни служби. Управни служби немаат никаква допирна точка со координативниот центар. Ова е ситуација која треба да се реши административно. Ова не е ситуација која треба да се решава оперативно. И на крај крајева оперативна служба е Министерство за внатрешни работи, односно граничната полиција, а координативниот центар, како што кажав, само споделува информации меѓу заинтересираните институции на граничната линија. Господине Пивоваров, ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам на поканата. Уште еднаш. Во Македонија постои истрабување всушност
околу безбедноста и стабилноста на државава и особено со вакви идеи и планови за некакво ново прекројување на границите и се чини дека е прилично Македонија подложна на нестабилност и на проблеми со безбедноста и плюс аргумент за тоа е всушност информацијата за давање на пасоши од страна на официјалната полиција, на Министерството за внатрешни работи, на наркодилери, наркобосови. Има информации дека и на терористи на ИСИС се давале вакви пасоши и не се работи за фалсификувани пасоши, туку за оригинални документи, патни исправи. Да, што всушност ја ставава полицијата, македонската полиција во позиција да биде инволвирана и можеби и креатор на ваквите афери и скандали и ваквите всушност терористички акти практично. Има ли Словенија вакви некакви примери, некаква практика на инволвираност на полицијата во криминал? Од овој ранг, од овој сериозен ранг? Ne, bar koliko ja sam u politici već dugo, od 80. godina nikad nije bilo, čak i oko pasoša u Republike Slovenije bilo, ja se sjećam odmah kad smo bili primljeni u 2004. godine u Europsku uniju i NATO, da je bila takozvana, kako su rekli, potražnja po slovenačkim pasošima vrlo velika. I znam da je bio primjer u jednoj upravnoj jedinici, pošto pasoše izdaje upravna jedinica u Ljubljani, da je došlo da je neko ukrao neku veću količinu tih pasoša, ali se ustanovilo da nisu bili involvirani, nego da je došlo baš do neke obične krađe, nekih koji su se htjeli okoristiti, jer se tada, zato što je bila takva potražnja tih pasoša, bile su vrlo velike cijene za te pasoše. Inače, policija u Sloveniji nije bila involvirana u istoriji policije u neke takve kriminalne afere. Bila je involvirana u neke političke manipulacije ili takve stvari gdje smo raspravljali da li politika utječe na policiju, da li policija radi kako treba, znači nezavisno od politike. To su bile diskusije, ali nikada na tačci nekog kriminala, naročito tako što ste vi opisali, velikog kriminala što se tiče pasoša koje su upotrebljene onda i za teroriste i kriminalce i tako dalje. Да, и уште едно прашање ве молам. Македонија е сега членка на НАТО. Вие сте поранешен министер за одбрана на Словенија. Како е можно вакви фалсификувања на патни исправи на пасоши всушност да се случуваат во земја членка која практично не ги почитува очигледно сите критериуми за воопшто да станела членка или пак да го одржува тоа членство на некакво високо ниво? Dobro, ja nisam upućen u taj konkretan primjer o čemu pričate, izvinjavam se, nemam dosta informacija. U svakom slučaju je sve koje tangira na neki način sigurnost unutar ili država Europske unije ili NATO je uvijek negdje zagori crveno svjetlo. Ja sam siguran, ako je do toga došlo, da su obavještajne službe unutar i NATO na neki način procesuirale to i da su tražile, mislim, bar si ja mislim kao nekadašnji ministar, da su obavještajne službe tražile detaljne informacije, naročito ako je to priča terorizma. Znate da je unutar NATO je to stvarno gori vrlo veliko crveno svetlo oko toga. Tako da sam siguran da je unutrašnja kontrola i sigurnost izmjena informacija već bila realizirana, bar bi ja tako očekivao u tom primjeru, ali to nije neki, recimo tome, problem koji bi pod pitanje postavio samo članstvo
Makedonije u NATO. Makedonija je to članstvo izborila sa svim, pored bezbednostih i drugih kriterija koji su bili na stolu i koje je morala Makedonija ispuniti da bi postala članica NATO, što sam ja vrlo veseo, pošto sam bio jedan dio tog lobiranja da je Makedonija postala država NATO. Да, вие бевте голем лобист за Македонија да стане член на